македонците од сите делови на Македонија од целиот свет, обединети под слоган "Сите македонци еден за друг", на 23-тото генерално собрание на Светскиот македонски конгрес одржано 10 август 2013 година Мобилизираот на македонската борба за државност и самостојност во градот Скопје утврдија резолуција за државното име Македонија. Под број 1. Државното име се состои само од еден единствен збор, зборот Македонија за внатрешна и надворешна меѓународна употреба за сите, на секое место и во секое време. Под број 2. Прашањето за државното име е затворено со референдумот од 8 септември 1991 година кога македонскиот народ и граѓаните врз основа на универзалното неоткрибливо и неприкосновено право на самоидентификација и самоопределување во апсолутно мнозинство гласа за самостојна и суверена држава Македонија, без додатки и без придатки. Одлуката на референдумот е задолжителна за сите. Под број 3. Со индигнација го отфрламе расистичкото време на обраќање за државата Македонија во системот на Обединетите нации од 1993 година, поранешна Југословенска република Македонија како грубо кршење на меѓународното право, Повелбата на Обединетите нации, Универзалната декларација за човековите права и Уставот на државата Македонија. Број 4. Безрезервно отфрламе промена на Уставот, референдум и ратификација на меѓународен договор за промена на државното име Македонија и име за внатрешна и име за надворешна меѓународна употреба. Под број 5. Никој нема мандат да разговара, преговара и договара промена на државното име Македонија. Секој договор за промена на државното име Македонија представува кривично дело, велепредавство, злоупотреба против човештвото, геноцид врз македонскиот народ и флагрантно кршење на Повелбата на Обединетите нации, Универзалната декларација за човековите права и Уставот на државата Македонија. Секој договор за промена на државното име е ништовен, бидејќи никој нема активна легитимација и мандат да го случи. Под број 6. Бараме интен и безусловен крај на разговорите за разлика за државното име Македонија со јужниот сосед Елада. Под број 7. Бараме интен и безусловно продолжување на членството во Обединетите нации и во сите меѓународни органи, организации и заедници под државното име Македонија, со можност за употреба на останата додавка република како јасна разлика од истоимената Северна Грчка и југозападна бугарска провинција Македонија, независно од историските хипотеки, без латинична трансакција на македонскиот јазик да Република Македонија, туку на англиски да Republic of Macedonia, со меѓународен код МК, односно МКД, идентификација на македонскиот народ и македонскиот јазик, именката македонци и придавката македонски без латинична трансакција на македонски јазик, the македонски people и the македонски language, македонци и македонски, туку на англиски јазик, the Macedonian people и the Macedonian language, Macedonians и Macedonian. Под број 8. Бараме Хеленската република и Европската унија да им се извинат на Македонија на македонскиот народ за окупацијата врз Македонија и за геноцидот врз македонскиот народ и за сите досега сторени историски општествени неправди од македонците. Под број 9. И покрај историските хипотеки декларираме дека културата и историјата на Македонија не се ексклузивно право дел од културно-историскиот идентитет на сите балкански демоси, како современи политички нации во чијешта основа е македонскиот етнос, независно од разликите во читањето на историјата од аспект на актуелната геополитика, дури независно од разликите помеѓу современите литературни јазици како производ на современите политички нации. Под број 10. Бараме председателот на Република Македонија да не подпише одлука за прогласување на закон за ратификација на каков и да е договор за промена на државното име Македонија или за обсегот и начинот на неговата употреба. Број 11. Ги ограбуваме председателите на државата Македонија на Хеленската република да подпишат декларација за историско македонско-грчко помирување или за заедно македонско-грчко разбирање и почитување, со која што се прокламира историско македонско-грчко помирување или заедно разбирање и почитување и се потврдува неповредливоста на македонско-грчката граница. Исто така се прифаќа дека културата и историјата на Македонија се дел од културно-историското наследство на сите балкански демоси, како современи политички нации
во чија што основа е македонскиот етнос, независно од разликите во читањето на историјата од аспект на актуалната геополитика, дури независно од разликите помеѓу современите литературни јазици како производ на современите политички нации. Број 12. Ја преферираме ирската формула како трајно решение за прашањето на државното име што подразбира одделена сувереност на островот Ирска меѓу државата Ирска и Обединетото кралство. Именно државата Ирска со уставната додатка република како Република Ирска и северниот дел од островот Ирска со географска одредница северна како Северна Ирска што представува дел од Обединетото кралство во Велика Британија. Соодветно, одделена сувереност меѓу државата Македонија и Хеленската република на регионот Македонија, што значи државата Македонија со уставна додатка република како Република Македонија и јужниот дел на регионот Македонија како Северна Грчка провинција Македонија во рамките на Хеленската република, односно источниот дел од регионот Македонија како и западно бугарска провинција Македонија во рамките на Република Бугарија. 11. Ги поттикнуваме владата на државата Македонија и Хеленската република да склучат договор за траен мир и добрососедство меѓу Република Македонија и Хеленската република што ќе ја замени македонско-грчката привремена согласност од 13 септември 1995 година со решение за сите отворени прашања меѓу двата народа и двете држави. Прво, неповредливоста на границите. Второ, воените репарации. Трето, окупација. Четврто, геноцид. Пето, извинување на Атина за сите сторени општествени историски неправди по македонците. Шесто, изразот на враг. Седмо, режимот на войните од вардарските слики. Осмо, човековите и граѓанските права и слободи на македонските българци. Девето, враќањето на државноста и граѓанските, имотните и наследните права на насилно прогонетите македонци во егејскиот дел на Македонија од балканските војни од денес. 10. Демонополизација на името Македонија. 11. Ирската формула како трајно решение за прашањето на државното име Македонија. Број 14. Очекуваме САД, Европската унија и НАТО алијансата да се окажат одобрени за рекомпонирање на власта и дестабилизација на државата Македонија со етнички и верски тензии поради цел промена на нејзиното државно име. Број 15. Оваа резолуција влегува во сила со нејзиното донесување. Број 16. По еден пример од оваа резолуција се доставени до партидата на Светскиот македонски конгрес и македонските заедници, собранието, председателот и владата на државата Македонија, Обединетите нации, ОПСЕ, Советот на Европа, Европската унија и НАТО и нивните земји членки. И до број 17 оваа резолуција се објавува во службен вестник на